Значи, тој ако сака, ќе го направи совршено. Само да не Команда не. наредите. Не трпи иерархија, не трпи команда. Поетска душа. Иако јас личам дека сум таа бич во нашиот дом, дека сум поотворена. Плажа треба да бидем искрен и да кажа дека неговиот... Плажа. Флорида бич. А што си во хороскоп бич? Овен. Овен. Водоле. Се нашле. Тука што имаме? Јарец вага. Јарец вага. Магички. Отко веруваш во зодијачки знаци или тоа така, без врска? Колку да се најдеме во муавет. Баш така. А во кујната како се снаоѓаш? Сметаш дека мажот треба да заменува жената во условно кажано нејзините? Ја можам да сметам, ама не припаѓам во таа група. Да нема таа. Јас, значи, можам, ако сме, рецимо, во Охрид летно време, да една скаричка припремам, или да направам јајца и тоа е тука. Силвија е фантастична домаќинка. Имавме една рубрика Неделен ручек и јас бев кај неа, таа нешто приготвуваше и после во тој период кога ја водев таа рубрика бев страшна домаќинка. Веднаш ги подготвив тие пилешки прсти од цел. Па дуче утре сте споиле професија со... Готви Силви, човек да си излиже прстите која јаде. Јас го сакам домот. Баш така слушам сега Сонја. Јас всушност сум тотално домашен тип, ма како да изгледам, обично ми велат, да, ти само ги лакираш на се шминкаш и ништо друго не правиш, како да не. Значи, да, ако се јави некој додека јас ги носам дрвата од оставата за камин, велам кажете дека лакирам ногти. Се шегувам. Го обожавам својот дом, своето семејство и несебично правам се за нас. Значи, блистав дом, беспрекорно аранжирана маса со јадења кои што обично и експериментирам. Значи, правам некои своји комбинации од тоа што не научила мајките или од она што, еве, можеме сега и да го видиме. Имаме богата програма, да речеме на сите програми имаме по некој кулинар кој што ни ги покажува своите рецепти. Од сето тоа по нешто, но многу ми е битно што моите укихвени, ќерката и Владко уживаат во тоа, си ја сакаат мојата кујна. Баш уживаме. А и бога ми и моите пријатели, кога правиме така некои забави. Па дај Владко, кажи нека мана. Супер жена. Па нема, јас не знам. Па најди нешто, нема смисла. Сам супер жена. Така оди песната. Мислам, мерак да ти да се напиеш кафе, обично кафе. Па јас тоа го камуфлирам, уствари со аранжирањето. Значи, готвењето така треба љубов. Го љубов. сервирам, не ми е важно како вкус има. Кујната е многу блиска со спалната, јас постојано го кажувам тоа, колку се трудиш, колку додаваш зачини и со љубов готвиш, таков ќе биде вкусот и крајниот исход. Тоа е Владко, исто како спалната. Сакам да кажем јас тука. Веројатно затоа и почна да готви. За да се доближи до спалната. На тој начин така и се додворуваш. Постепено. После јадењето, водењето љубов води. Па зависи, некојаш и пред. Некојаш пред тоа. Неверство. Ајде уште една тема да чепнеме, која сме веќе љубов, брак, семејство, децата, професијата. Сметате ли дека неверството е причина за развод? Добра причина за развод? Не. Да. Љубоморниот. Навистина сум искрена. Ако е неверство така да се случи без никаков повод, нели, и нашиве балканци знаат да изневерат и за да се докажат пред друштво или нешто така, не. Не би го расторила семејството за некоја таква пролазна Добар пас. Имаш јавно пас, значи што чекаш? Ако се влюби во друга особа, тогаш и ќе бидеме секогаш пријатели и среќа ќе му посакам и убав живот. Со љубовта нема играње, не. А огнети вака со пријателки така, некоја тралала врска. Па после емисија планирам. После овој пас си даде зелено светло така. Зелено око. Мислам модро око. Да, може. Од модрица твоих плава сам ја. Плава кон небо, без облака. Среќа на очариве ми се тука за заштита. Кај вас? Како сте вие толерантни? Бидејќи јас сум позната како... Сега ова беше за Владко прашање или за мене? Ти преска си дека си моногамна и дека, значи, тука нема што, меѓутоа како реагираш на... Меѓутоа, понекогаш жалам што го имам тоа своето конзервативно воспитување и се уште семејството ми е најбитно нешто. Мислам дека неверство само зарад семејството
dоколку би извагала нели некои вредности, што ќе се изгуби, што ќе се добие, при тоа не мислам на материјалното воопшто. Предпоставувам дека би направила некој компромис. Но неверство како неверство, значи повеќе би ми пречало заради тоа што ја љага љубовта, затоа што ја гнаси љубовта. Бидејќи знаеме мажите зошто го прават тоа и бидејќи при тоа ја гнасат љубовта апсолутно затоа што го сведуваат тоа на еден пук, никаков брз, нели, краток чин, краткотрајно задоволство кое што многу брзо го забораваат, но оставаат големи дамки на нашите срца. И мислам дека тоа што повеќе пречи. Но големината на праштањето, со што повторно сум многу себична, бидејќи си очекувам дека Господ многу ќе ме награди со тоа што праштам. Се шегувам. Малку се шегувам сега безобразно, но всушност да, големина е да се опрости, доколку не се загуби достоинството. До 3 пати. Тоа дамките тие ни Вениш не ги пере, да ти кажам, Владко. Слушна за дамките? Да, како не тоа. Слушна, да, како да не. При да одговори Владко би сакала за нас 3 дами да кажам, Ошо во мудроста на жената има запишано. Ако сопругот ве изневери и се врати, бидете среќни, значи тој многу ве сакал. Да не ве сакал, нема да се вратил. Ќе заминал со таа особа со која ви изневерил. Меѓутоа, ако во текот на животот ви се пружи вам шанса да вие да го изневерите, сторете го тоа. Нема се вратите. Сторете го тоа. Сторете го тоа и нема се вратите веќе дома. Дали сте му простиле и дали го сакате. Ако му се вратите, значи и вие го сакате и ова ми сте се му прости. допадна како она во мене вришти една слаба, тенка никаквица која што сака да излезе, а обично можам да ја учипкам кучката со неколку кекса. Петизбер. Да ти го скри Ошо да не учи. Го скри? Веќе не може да сакам набаци ми книга да прочитам, сум ја заборавила. Има две мудроста на жената и мудроста на пустината. Не се препорачува. Ево таму е. Кога се заштитуваат од јавниот живот, значи јавни личности се. Ја постојано се лутам кога интимноста се чепка на луѓето. Значи водам емисија сексуална азбука, но никош не ме се дрзнам да ја прашам за интимна работа. Сепак, како успевате да балансирате? Не е лесно да си јавна личност, да излегуваш по медиуми, по списанија и да си го заштитиш мирот во куќето, провокации, ситуации. Многу е тешко тоа да се издржи, меѓутоа на овој начин со вакви убави емисии, кога ни отворено зборуваме за некои теми, веројатно на луѓето им оставаме еден впечаток и не гледаат какви сме, така да само на тој начин. Иначе ние цело време сме на тапет. Ти се Ние сме на мета на јавноста постојано и тоа е многу непријатно. Бидејќи чувствувате дека рефлекторите ни после емисија не се изгаснати. Дека ве следат. Тие влегуваат и во вашата спална и во кујна и секаде. Па малте не, мислам се не буквално, но дали некогаш со вакви знати жени прашања. Учителката сега може да испрашува. Ајде учителка. Ајде доста, да пуштаме еден. Имаме многу, да, може. Може да. За да го пуштиме на ред, за мен е еден од најбогатите, можеби, мажи во Македонија, тоа е господинот милионер. Да го слушнеме што вели господинот милионер за љубовта. Пошто е најбогат. Сите големи идеи што го водат човештвото, љубовта знае да биде предмет на големи манипулации, на заврзлами околу неа и да биде Адамо или смоквин лист за многу срамни работи. Како што религијата знае да биде покритие за многу нечастиви дела, како што патриотизмот знае да биде за солниште на секоја битанга, мислам дека и љубовта знае да биде некакво алиби за многу работи што се случуваат во нејзино име, а што немаат врска со неа. Че Гевара заврши на упалјачи и на мајци, иако не му беше тоа целта. Љубовта заврши на глупи Facebook статуси. Мислам, ако некој и наудува или ја инфлаторно ја користи, тоа се тие олако спомнувања на љубовта и мудрување околу неа. Те љубовта е двигател. Мислам, ја не можам ни да ги реплицирам тие толку банални, толку патетични, толку безсмислени големи вистини за љубовта, што мене искрено ми е срам да зборувам во такво име. Затоа, како и за се друго, мислам за љубовта дека човек треба да си ја приушти, значи да биде доволно комфорен и доволно отворен
да ја пушти во себе. За предпазлив не знам, ја никош не сум бил предпазлив, бидејќи мене Господ ме чува, па не сум морал многу да пазам на тие работи. Ама мислам дека има љубови кои знаат исто да го мачат човекот. Ко Васко Попов што викаше, ти не знаеш да се волиш. Има луѓе што не знаат да сакаат. Без разлика што они мислат дека е тоа љубов, они прават тотално кретенски работи, ај кон себе, секој има право да се малтретира, ама толку малтретираат други, да тоа не е нормално. И јас кога ќе видам на начин на кој, што ја знам, овие полокаливе, помладиве се сукаат на едни на други, мене ми е тоа нечуено. Ја имав среќа некако во животот што споро созревав, па доцна ми доаѓаше мене тоа. Дека е тоа некоја битна ствар. Али стварно тоа ме зачува да не напнувам на таа тема, па све си дојде на свое, на некои таму 30 и кусур години, кога стварно знаеш да го цениш тоа што го имаш и уживаш во тоа. И са солза ќе ми капне. Да, мислам, трендо е на ретка сорта, на маж, значи богат маж, неговото наголемо богатство во неговата харизма. Може би да прокоментирате, гледам дека онака баш го слушате со внимание, дека фактички во животот никогаш ни материјалните добра не може да бидат параван за ништо. Значи љубовта е навистина безусловна и моќта на парите не може да ја купат. Не, нема врска воопшто со тоа. За мене љубовта воопшто не може да се материализира. Значи, тоа е само начин на кој што вие ќе сакате особата што е до вас и начин на кој што ќе ја покажете својата љубов. При тоа не мислам на купување на подароци и слично. Значи, само тоа што сте кадри да направите за таа особа. А сака подароци вака за роден на 8 март? Сака, како не. Се обожава. Тоа е део љубови. Скокнам сега. Сонја, како се замислувате за едно 20 години, еве? Замислиш што 20 години брак, 30 години? Искрено, Тања, ова е период кога нашата љубов доживува ренесанс. Тврда. Во 100 чекори? Затоа што Филип веќе е голем, се повеќе настава сами. Па така имаме многу повеќе време за себе. Иначе зашто имате повеќе време? Се нешто на се кажа па себе. Сексуално преокупирана водителка. Себе. Да. Добра. За готвење, дегустација. Значи, он е период кога е мал, знаете, многу повеќе сте со него, повеќе па уморни сте. Кога ќе ви викне жена, дојди да се одмориме, не може ме боли глава, се наизнервирав од филм. Така да ги имам избалансирано сите тие работи. Оди во вежбална учи, не се малтретираме и околу неговото учење. Најголемите проблеми меѓу родители и дете настануваат кога треба да се родителот да учи со детето. Нема да ми кажеш дека учиш со Филип. Никогаш. Значи учат професори и се и благодарам. Така е. Вежбална во Тафталиџи, благо ја препорачувам на сите. Така да сега сме ние повеќе заедно, со манчите завршува кратко веќе. Мислам дека изверзиран. Така да навистина ова е некој влеговме во некое мирно море. Мирно море. Затоа мирно море огнен клучот е тенџерето. Затоа текстовите се помирни. Да. Текстовите веќе се неважни, видам дека се адакта. Мислам дека сега кујната е на прво место. На прво место. Заедно со спалната. Кујната заедно со спалната.